Јас имам повеќе идентитети. Може би најмалце се идентификувам со Институтот за социолошко и политичко правни истражувања, затоа што таму работам само неколку години. Меѓутоа, некаде од 98 година работам во Центарот за човекови права и разрешување конфликти. Тоа е невладина организација, а последно време и во една меѓународна организација и сум представник за Европа и за Централна Азија. И долго време ги следам овие процеси. Особено јас со нетрпение сакав денеска да бидам дел од вас, од оваа група, и благодарам за поканата, затоа што оваа тема ми е омилена. А омилена ми е од негде 98, кога дури и поради моите ставови бев претепан од моите сограѓани, од моите пријатели, булизирани така, затоа што тогаш не беше популарно да се зборува за мултиетничко општество. Тоа беше предизвик тогаш. Денеска е предизвик да се зборува и после Петар Атанасов со таков енергичен настап што имаше тука, особено за оваа тема на која јас го сметам мултикултурализмот како нешто живо, како жив организам. Значи тој се храни. Не може тој да обстои, не може само од стратегии, не може само од документи значи тој треба да го живееме, да го практикуваме и да бидеме модел на таков начин на живот. Тоа се случува во светот, без разлика што дури и кај нас, од 98 можем компетентно да зборувам, има периоди кога сме го храниле мултикултурализмот и сме ги добиле придобивките. Значи било подобро. Има периоди кога не сме инвестирале, сме имале темни страници во мултикултурализмот, ако така делиме тоа, каде што поради малите инвестиции што сме ги имале, не сме имале доволно добри резултати. Па се сеќавате вие, да речеме, кои беа најкреативните решенија кога имавме, некој спомна, тепачки во автобусите. Многу полиција и поделби. Значи беа поделени училиштата. Сите училишта во Македонија се поделени. Значи каде го гледаме ние мултикултурализмот денеска? Каде комуницираат нашите деца, моите деца? Јас сум еден од тие што на времето од крај на 90-тите работевме на проект Наше мало, на што беше друго, мозаик, градинките. Ги креиравме и после Министерството за труд и социјала ги превзема градинките. И јас, кога ми се роди детето, некако бев убеден дека прва работа што ќе направам, ќе го однесам моето дете во мозаик градинка, затоа што беше тоа наш продукт. И го замисливме многу убаво тоа. Меѓутоа, има еден јаз од тоа што ние го замислуваме и тоа што го прокламираме, го пишуваме во стратегиите, а тоа е како тоа функционира на терен. Мозаик градинките, што се нешто по мене идеално за нашето општество, билингвални. Може децата во ист простор да бидат и македончиња, и албанчиња, и ромчиња, и турчиња, и така да, сите во едно место. На жалост не функционира така на терен. На терен тие градинки се најчесто моноетнички. Затоа што, да речеме, во населбата кај што живеам јас, нема паралелки на албански јазик и сите албански ги носат децата во градинка во мозаик. А за македонците најчесто тоа е подказна. Значи, во мозаик ги носат децата само тие родители кои не можат никаде на друго место да ги запишат, ајде да ги запишеме во мозаик. Каде што наставничките, да речеме, овие воспитувачките, не само кај ме, работат во две смени, а идејата, да речеме, беше да бидат заедно, да го промовират јазикот на другиот, да се почитуваат. И се сведува на тоа мултикултурализмот ние да го сватиме како дозволуваме различност. Значи, ние сме мултиетнички општество, мултикултурно општество само затоа што ние дозволуваме некој да биде различен и да седи покрај нас. А забораваме дека суштината на мултикултурализмот е проактивна, значи да се делува, да се почитуваат разликите, а тоа се гледа во образованието. Јас сум со професорот Атанасов, ние сме од истиот институт, разговараме често, јас викам дека образованието што го имаме ние денеска е уствари иднината што ќе имаме утре. Какво образование имаме денеска, таква иднина имаме утре. Имаше одлични чекори. Иако за некои работи не се сложуваме со професорот Атанасов, да речеме концепцијата за основно образование и тие националните стандарди кај што се културата, односно мултикултурализмот е како дел од целиот образовен систем, тоа е чекор. Ама некако доцнеме, некако
понекогаш ги грешиме и чекорите. Нешто многу убаво, да речеме, спомнавте еден учебник кој што имаше технички греши, ние добиваме печаток дека целата концепција не чине. По мене тоа е грешката, затоа што треба да ги гледаме работите од сите перспективи. Од сите перспективи. Мултикултурализмот е тесно поврзан со мултиперспективноста. Не може да ги гледаме работите само од етничка страна, не може само од една страна. Значи, треба да работиме на тоа. Дали правиме доволно? Се надевам дека се обидуваме да правиме доволно, правиме одредени чекори, тие чекори понекогаш некој ги гледа, некој не ги гледа, ама ако не правиме доволно во општествена смисла, мислам дека имаме многу добри примери, индивидуални, каде што може да се одгледаме и да видиме дека навистина мултикултурализмот може да постои во нашата земја. Па дури во една Босна, јас сега бев поканет од здруженија на ветерани од војните во екс-Југославија, а тоа здружение е формирано од поранешни војници, боснанци, муслимани, хрвати, срби и имаше и албанци, кои работат и го промовираат мирот во една Босна, каде што во секој момент може нешто да се случи. Значи, таму сепак има добри примери, позитивни примери, кои одат по образование, одат и во црква бевме во џамија, бевме по гробишма, комеморации различни, промовираме мир, промовираме мултиетничност. Затоа што некои од говорниците претhodно спомна, тоа е нашата држава, ние тоа сме. Документите само може да ја отсликат нашата држава и да одеме да видиме како да го направиме тоа. Меѓутоа, дефинитивно, ова е предизвик. И ми се допадна темата, односно насловот, чекор напред. Значи, еден чекор напред. Многу чекори треба да идеме. Ова е трка од маратон, не е трка од 100 метри да забрзаме сега брзо и ќе постигнеме целта и завршено. Ако сакаме мултикултурализам, мора цело време да инвестираме во тоа. Значи, имаме капацитет, имаме и перспективи, или добро кажавте мултиперспективност, а се разбира и луѓе кои можат да ги согледаат потребите на ова општество. Дали во непосредниот период пред нас сметате дека, имајќи ги предвид и регионалните и светските случувања и подемот на ултрадесничарскиот радикализам и популизам во земјата, имаме ли опасности, на што треба да обрнеме внимание, или мислите дека стратегијата ќе биде донесена, има мнозинство одредено прогресивно во парламентот и дека ќе одиме безболно напред? Јас не се срамам да кажам дека не ја знам стратегијата, иако се занимавам со оваа тема. Тоа може би повеќе треба да се ги загрижи тие што треба да ја промовираат стратегијата, затоа што воопшто мултикултурализмот во земјата генерално. Меѓутоа, мене не ме загрижува, да речеме, и говорот на омраза што спомна Мерсиха. Се разбира дека е загрижувачки, меѓутоа, мене повеќе ме загрижуваат од останатите, значи интелектуалци, академици, кои не реагираат на тоа. Значи никој не реагира, се случува од самата академија. Зошто мислите дека е тоа така? Линија на помар отпор и затоа што декако се служуваме. Па ние со професорот Атанасов иницииравме осуда на нападот на Украина од страна на Русија и колку малце професори од академската заедница се подпише на таа иницијатива. Многу малце се подпише. Значи ние што да кажам, значи не можам да сватам. Значи сите сме против војната. Ајде да подпишеме петиција, односно нешто документ на кој ги повикуваме нашите колеги од Русија, од Украина да направат нешто за да се помиреме, да ја прекинеме оваа војна, немаше иницијатива. И тоа се случува. Сите се затвараме некако прокламираме мултиетничност, ама се затвараме во нашите... Дали може би се работи сепак за национализам кај еден голем дел од и академската јавност и кај медиумите кои едноставно се националисти во својата основа. Мислам, ја ова што го кажам, прашање е малте не риторичко заради тоа што го видов во јули, јас бев тотално шокиран и морам да кажам дека бев изненаден, а многу е тешко да ме изненади човек или појава на овие години, нели? Ама бев изненаден од бројот на луѓе во професорската фела, во универзитетската фела, кои
практично не само што останаа на страна, туку гласно, јасно, недвосмислено ја поддржаа таа реакција против европската рамка, која имаше исклучително националистички драйв, да се разбереме. Не сум политичар и не би сакал да ги коментирам политичките аспекти од тоа, меѓутоа тоа за голем дел од граѓаните беше понижувачки и го сватија така. Меѓутоа, начинот на кој го изразуваш ти твојот револт код одредена рамка со француски шмек, што ја нарекуваат, е друго. Значи, не може да се дозволиме интелектуалците, професорите, елитата од државата да молчи во ситуации кога имаме говор на омраза, кога имаме прекршување на човековите права. Што се случува? Се случува да се нападна некој, имавме ситуации кога кажа личен пример, никој не реагира. И имаме протести на кои треба да ги одбраниме човековите права, некоја конкретна ситуација имаме, се појавува 10-15 луѓе. Ама ако имаме протести на кои има етничка основа, тогаш нема никаков проблем. Тогаш се случува, значи, реки народ да доаѓат на тие протести. Јас само да нагласам уште еднаш, да речем јас, што таман че помислам дека ни тргнува со шарената револуција, мислам дека идеме на добар чекор. Значи имавме протести на кои заеднички албански, македонски знаења. Значи јас со другари се организираме, македонци, албанци, турци, да одиме на протест против од режимот. Тоа беше супер. Меѓутоа што се случува? После тоа се случува прослава на Дуи на рамковен договор и имаме свиркање на водителката која зборува македонски јазик. Никој не го осуди тоа, ниту Дуи не го осуди тоа. Имавме ситуација кога на протестите се скандираше против албанците, значи пред Мавровка, пред што се случува. Тоа помина гладко некако, мир во куќата, секој се чувствува убаво во своето стадо и до следна прилика.